Штип направи шопска салата за светски рекорд, тешка над 300 килограми. Значи над 100 килограми се краставици, над 100 килограми се доматите, сирењето некаде околу 50 килограми, понатаму имаме пиперки, повеќе од 30-40 килограми, кромит, зејтин. Во подготовка на најтешката салата на светот учествуваа над 30 студенти од Факултетот за туризам и угостителска насока од средното Колен Ехтенин. Почетокот се лупат краставиците, пиперките се чистат, доматите, се тоа се мие и се лупи. Потоа, од кога ќе излупено, измиено од дршкиот се мери. Откако ќе се измери, почнуваме да сецкаме посебно краставици, посебно домати, пиперки, сирење се ренда посебно и за време на самото дробење и рендање, професорите заедно со жири комисијата минуваат, оценуваат и го собираат сето тоа во казанот што е припремен за салатата. За се да биде регуларно, подготовката на салатата ја контролираше тричлено жири, составено од врвни готвачи професионалци и представник од Агенцијата за промоција на туризмот. Нивна задача беше да ја проценат тежината, но и квалитетот. Мислам дека крајот влече према Гинис и сум среќен денеска што сум овде со овие млади луѓе, што сакаат да работат, што го сакаат угостителството, што сакаат да покажат знаење и прекрасен ден и прекрасно место овде што може да се случи на едни луѓе. Сабале почна од 9:30 да се припремаат припремите, 11:40 почна со сецкање, почна да се реди шопската салата. А добрите мајстори точно знаат со што најдобро оди порција шопска салата. Сите можат да дојдат слободно денеска да јадат шопска салата направена од Факултетот од угостителство. Да. А ракијата ќе видиме, тоа вие што па има, салата со ракија, иначе не би било тоа. Измислете 350-340 кило шопска, колку литри ракија ќе треба. Правите го рачунот, ќе видиме колку ќе, Досегашниот светски рекорд во најголема шопска салата го држи Охрид со 220 килограми. Иако штипската е многу поголема, таа нема да влезе во Гинисовата книга на рекорди поради отсуство на официјалните акредитирани судии. Сепак, ова е одлична можност за промоција на регионот и продуктите од овој крај, како наше специфично обележје и чекор напред кон гастрономска промоција во функција на туризмот.